Шери, што ќе готвиме денес? Здраво, добар ден гледачи. Шери, што ќе готвиме денес? Епа да, тоа е емисијата Шери, што ќе готвиме денес. Денес за мојата Шери ќе видиме во фрижидерот што имаме на располагање. О, колбасивчиња. Овде се колбаси свежи со лук. Една, две, 4 колбасичиња. Њам. Со колбаси, што оди најубаво. Зелка од нашите пријатели Farmer Boy. Точно така. Што ќе му направиме исто со тоа? Сакам да му направам нешто посебно. Кашкавал. Сакам да направам еден сос со кашкавал. Кашкавал кравио. Океј. Ќе му ставиме тоа, ќе го правиме тоа со сос како направивте минатиот пат, да видите и да се научите точно како се прави еден убав сос со кашкавал, со бешамел. Ете така. Со бешамел. Ова ќе го правиме, млеко, ми треба уште малку гарнир овде, да, имаме прас, уште и морковче. Вуала. Прас, морков, зелка, тоа, да, ми треба уште нешто. Добро. Ќе ставиме малку, ќе потребиме ориз. Ете, имаме ориз. Ќе направиме нешто со ориз денес. Ориз со прас, со морков, зелка така како гарнир. Добра комбинација. Ајде да почнеме. Полека. Овде колбасиците. Се научив да го употребам мојот airfryer. Епа, одиме со airfryer. Продолжуваме со него. Супер пријател. Вуала. Една хартија. Колбасиците и ги пресечиме. Една, две, 3, 4 парчиња, таман за двајца, ќе уживкаме. Па ќе кажам, не треба ништо, ни мрсно, ни ништо. Се стават во ефраерот и директно внатре. Ајде. Како минатиот пат, 190 степени, 15 минути, таман. Ајде, нека си тера, тоа е универзален. Океј. Ги забораваме, како да кажам, колбасиците. Одиме сега со оризот. Па тоа треба да се прави. Имам малку ориз, кромит овде ми треба. Ми останува кромитче? Да. Црвен кромит, таман, и млад кромит. Океј. Ајде. Одиме во тенџере. Нема да правиме голема количина. За двајца, мислам оти ова е доволно. Ајде. Ставиме да се топли. На 9. Супер. Одиме со кромит. Кромит го вадиме првиот слој. Вуала. Таман. Почетокот. И вуала. Ситно сецкан. Прво малку зејтин овде. Вуала. Овде си имаме све. Не ни треба многу кромит. Чисто малку така од почеток. Да се пропржи. Така. Вуала. И ќе му дава убава боја. Црвена. Така. Таман. Ова. Да се стај, да се пропржува. Вуала. Океј, ќе му ставиме и директно и малку од празот. Ете така. Мало парче. Ова доволно. Друг нож. Сум навикнат ја со големи ножеви да работам. Многу полесно ми е. Ете така. Чип. И ова ќе се пропржи исто со кромидот. Вара. Таман. И ќе му ставиме 2 морковчиња заедно све. Многу лесна рецепт денес. Таа ми текна и ајде. Супер. Тоа ќе биде еден ориз со зеленчук. Браво. Почнува да се пропржува. Таман да го направиме и морковот и ќе можеме да го додајме оризот, малку вода и тоа да го заборајме. Ќе се вари
сам на страна. Така, ова, хоп. Не. Ова. Исто тука. На 4, хоп. Така. Така. Ова тука. Ајде. Мали пачиња. Секогаш ги правам на мали пачиња, оти многу полесно се спремат. Знаете, подебели пачиња повеќе време за варење, за печење и све тоа. Сечете на мали коцки, мали пачиња, ќе видите све ќе оди многу побрзо и полесно и неколку пати убаво изгледа, навистина. Размислете сега оризот како ќе биде убаво со црвено од кроминот, зелено од празот и портокал од морковот. Така, какви убави бои, мешани со оризот бел. Валя. И ова внатре. Така. Еп. Нека се пропржува тоа све заедно. Почнува да дава преубав мирис. Ајде да почнеме со неколку зачини, да му ставиме малку мешани тревки, мешани зачини, пардон. Малку оригано и малку сол. Ете, малку повеќе отике, но додаваме и оризот. Вара. Кобасиците, супер, они се печат. Ова ни треба оризот минимум 15 до 20 минути за да се спрема. Затоа окей е сега. Додаваме малку ориз. Одлично. Не ни треба појќе. Оризот, он се дуе малку како мене. Ете така. Да. Окей. Таман, што му треба на оризот сега? Вода? Па да. Вара. Ставаме малку вода. И го оставаме на страна. Ке се спрема сам себе. Окей. Зелка. Можеме да правиме и салата или да го пропржиме. Ке видиме после, тоа на брзина му треба само 5 минути или и помалку за да се направи. Да го направиме сосот. Сосот ми треба да го направим бешамел. Бешамел ќе го направиме овде. Така. Окей. Не, нека остане тука. Ќе го преместиме после. Овде ми треба путер. Имам путер отворен таму. Ми треба само едно парче. Вака. Супер. И остане вака. Нека се топи. Он полека ќе се топи, ми треба брашно. Ара. Кашкавалот го имам. Кашкавалот ми треба едно убаво парче. Така. Супер. Ке го сецкаме на мали парчиња, за да можат да се топат во бешамелот сос. Бешамел сос, многу лесно, ви објаснив неколку пати како се прави. Путер, се топи путерот, се додава малку брашно, се мати, се прави густа. Се додава млекото полека, он ќе се вари со бешамел, со брашното и со путерот и ќе се згусни, ќе биде како еден крем. Сос, бешамел. Бешамел ќе додаваме парчиња од кашкавал внатре. На француски начин се вика сос морне. Сега по македонски морне, но ми само ти останува морне. Ма ние ќе скажеме сос со кашкавал. Ете така, оризот почна да зоврива. Видите, хоп. Сега мешаме, менјуваме од место, овде да не биде многу јако. Намалуваме на 5. Овде исто ќе намалиме за да не ни гори бешамелот. Нека се прави. Ете, коцки кашкавал. Да, и да не забораиме брашното со млекото. Валя. Таман. Охо, путерот
почнува да се топи. Не треба да гори. Треба само да се топи. Така. Така. Супер. Додаваме малку брашно. Вуаля. Хап. Чисто брашното малку да се пропржи во путерот. Вака. Окей. Малку и таман. Не ни треба ништо појке. По македонски се кажува пропршка, попршка, допршка, нешто така, нешто на тој начин. Ете. Запршка. Сега ми дојде. Тоа се прави запршка со зејтин и со брашно. Овде го правиме на француски начин и на белгиски начин, со путер и со брашно. И се вика бешамел. Ете така. Окей, додаваме млеко. И чекаме сега да се згусни. Вуаля. Окей, можеме да го ставиме сега малку по-јако, за да оди побрзо. Оризот он, полека он се вари. Супер. Ова, што ви кажа? Се згусни? Па да. Валя. Хап. Се направи сос, ке му додаваме уште малку млеко, за да не биде премногу густо. Валя. Супер. Се меша, се прави еден убав сос, бешамел. Вуаля. Сега можеме полека да ги додаваме парчињата од кашкавал и они ќе се топат во сосот. Ке имаме ориз со зеленчук, уште зелка и настрана еден сос со кашкавал со колбасиците. Нема поубаво. Ке уживкаме. Многу си го сакам, ама сакам да направам нешто малку различно. Сега ми текна. Зошто да не ставам малку кари со сирењето. Оригинал ќе биде. Така. Малку кари. Ама ништо имам друго овде? Такви ствари? Не. Малку мешани зачини. Така. И малку сол. Таман. Ете, сосот почнува да се прави. Како се меша убаво, кашкавалот ми. Кашкавал, кари, бешамел. Ова ке имаме нешто. Вау. Ке ни остане уште сигурно сос, а ова сос да го мачкате со лепче. Како ќе биде убаво. Ајде. Да го оставиме така на тивко. Ке го намалам, оти на 7 е. Ке го оставиме на 2. Ете така. Доволно е. Супер. Тоа се вика супер сос. Браво. Да пазиме само да не изгоре. Сосот е спремен, гледајте. Ама мора да се остане на тивко, оти ако не го оставате на тивко, он ќе се стегне. Ама овде е малку појако, ќе чекам да се олади, меѓу време ќе мешаме, да убаво да се стопи кашкавалот. Ова е преубаво, иде. Ете. Ова со кило леп, не треба ништо повеќе. Чудо. Супер. Таман. Ајде. Мислам ти ова, окей? Ова, окей? Кобасиците и они се уште малку окей.
Ајде, ние полека одиме при крај и се враќаме за кратко. Шери, што ќе готвиме денес? Па на брзина се вратиме. Навистина се заврши, како да кажем, кобасиците се завршија. Јас ќе додавам малку млеко овде, за да се истегне сосот, да не биде толку густа. Ете така, додаваме малку млеко. Секогаш е опасно кога го додавате млеко, за да убаво да се влези во... така, таман. Вуаля. Како преубава сос, во меѓувреме ја пробав, како кажав, ова е опасно, многу убаво. Ете така. Нека стои тука, оризот он се прави, уште имаме да правиме зелката. Зелката, сакам да ситно сецкана, да се пропржи малку. И тоа да биде исто како гарнир со кобасиците. Мало парче е вака. Ова ќе ни биде доволно. Ајде да го вратиме овде. Многу намирници употребивме денес, ама тоа е што имаме на располагање, мора да се употреби. Ете ситно сецкано. Така. Таман, супер. Малку зејтинче. Млекото исто можеме да го вратиме, да не ни стои на маса. Ајде, стои тука. Супер, ете така, ситно сецкано. Ова ќе се пропржи на кратко и ќе го употребиме како гарнир. Така. Малку сол. Ќе му ставиме мешани зачини. Ете, оризот уште малку е спремен, не? Таман е. Со оризот имаме кромит, имаме прас и имаме морков. Каква убава мешавина на бои. Малку ќе му додам вода. Чисто. Така да продолжи да не се исуши и да не гори оризот. Ама он е спремен. Таман. Додека ова се пропржува, па кажав, кобасиците се спремни, а ние ќе гледаме полека да видиме какво вино ќе пиеме. Ја мислам од имам уште бело вино, малку темјаника. Да, темјаника, муска темјаника, да. Овде. И го отворив плюс. Ама го затворив за да го држам во фрижидерот. Ајде да го отвориме. Бело вино не оди само со риба. Бело вино го можеме да го пиеме и со мелено месо, со кобасици. Сега плюс што е летото, бело вино, ладничко, таман комбинација со убави летни јадења. Плюс мускат. Темјаника му дава така тоја жичка, малку блага, што ќе убаво ќе оди со оризот, со зелката, со сосот, така со кашкавалот. Топ. Ајде. Чаши, оти без чаши. Вара. Овие спремни. Океј. Тањири. И ова да го ставиме на страна тука. Не сум многу организиран денес во мојата кујна, ама ајде, можеме да кажеме од тие чиста мојата кујна. Вала. Океј. Убави чисти тањири. Така. Таман. Зелката, што кажав, чисто малку пропржена, така да се омекни, мал дел да останува крскаво. Треба малку сол, мешани зачини, вала, малку сол. Топ. Океј, оризот. Он си е спремен, па мислам оти можеме да сервираме. Ајде,
кобасиците. Тука се, овде ќе ги ставиме позади. Нека стојат на крај. Ќе ги ставаме, одиме прво ова завршено, да го намалиме да не ми изгорат. Вала. Исто оризот прекинуваме, доста. Ајде. Одиме со ориз. 3 лажици ориз. Доволно. 1, 2 и 3. Вака. Океј. Одиме со зелка. Како е убава зелката. Како кажав, малку пропржена, она се омекне, останува крскава. Таман. Ова ќе оди тука. Ќе биде како подлога, да кажеме за кобасиците. Валя. Ја држам штипката, оти ќе ми треба за кобасиците. Океј. Ете ги кобасиците. Ова е фраjer, многу ми се допаја. Ама, оп, јаш? Така. Неколку пати и со хартијата ми се лепат. Пак ќе кажам, не употребуваме мрсно од почетокот и они имат навика да се залепат. Така. Вака. Океј. Завршено. А сега сосот. Хоп. Хоп. Ова. Да измешаме убаво. Ви кажам, кога се вади од топлото, оно има начин да се стегнува малку. Тоа треба малку да се стопли пак, да се измеша и ќе биде таман за сервирање. Така. Гледайте. Сос бешамел со кашкавал и со кари. Вау! Тоа сервирано со ориз. Ориз со морков, со праз и со кромит. Подлога од малку пропржена зелка. Кобасици. И валя. Таман, да му ставиме нешто, фали малку боја. Секогаш, сека малку тањирите, така валя. Ништо посебно, ама малку оригано на тоа, гледате каква разлика го прави тањирот. Го прави уште поубав. А ние со тоа сервираме мускат темјаника, ладно, многу убаво ќе биде. Шери, што ќе пиеме денес? Како кажав, мускат темјаника со убаво јадење. На здравје, а ние се гледаме утре со нови, убави, прекрасни рецепти. На здравје! Шери, што ќе пиеме денес?
мускат темјаника Македон. Ова е суво вино, направено од хармонична комбинација на две сродни сорти – мускат отонел и темјаник. Овој бленд е најдобриот пример за вино во кој доминираат примерни сортни ароми на бозел и јоргова, надополнети со други суптилни цветни ноти. Вкусот е со густа и свежа текстура на крцкаво овошје, пријатна киселност и долг послевкус. Кога станува збор за овие ароматични, односно мускатни ноти на темјаниката, бојата е бело-златна нијанса со зеленкасти рефлексии. Што чувствуваме на арома? Она типичен мускатен аромат на босилек, бозел, надополнет со ананас и бело цвеќе. На вкусот пак доминира една фина киселкаста свежина, надополнета со средно тело и после вкус на зрела круша. Она што е дополнително за ова вино, што можеме да го кажеме, е силен и уникатен парфем, што е типично за мускат темјаника, а виното во својот состав има сјајна зеленкаста нијанса, која што е надополнета со цветни и зачински ароми, каде што е најдоминантен бозелот, а надополнет со една мала ретка минералност. Таа мала ретка минералност доаѓа од самите лозови насади каде што се одгледува ова вино. Има нежна свежина на вкус, елегантно тело и овошност на зрела крушка. Што се однесува до тој еногастро дел или комбинација на вино и храна, комбинацијата со храна најдобра е ова вино кога се служи со овошни салати, кремасти десерти, а може да оди и со апетисани. Температурата на служење најдобро за ова вино е од 8 до 10 степени Целзиусови. На здравје! Шери, што ќе пиеме денес? Шери, што ќе готвиме денес?